Уставниот суд го поништи референдумот во Дојран. Во вчерашниот број на службен весник на Република Македонија број 117 стои одлуката на Уставниот суд со која се поништува ланскиот референдум на кој што дојранчани гласаа против отворање на рудникот Казандол, но и други рудници на територијата на општината. Законитоста на референдумот за Казандол како точка пред уставен ја поставија поранешните градоначалници на Дојран и Валандово, Борче Стамов и Николче Чурлиновски, кои одбиваа да ги потпишат решенијата за одржување референдуми во општините со кои што раководеа, тврдејќи дека немаат надлежност за такви одлуки. Одлуката најде на жестоки реакции кај активистите против отворање на рудници во југоисточниот регион, кои што на социјалните мрежи го обвинуваат Уставен дека се приклучил на планот за геноцид на 400.000 граѓани во регионот. Референдумот во Дојран беше еден од 6 референдуми кои што граѓаните ги иницираа во југоисточниот регион. 3 од нив беа успешни и 3 неуспешни. Успешни беа референдумите во Гевгелија, Дојран и Богданци, а неуспешни во Валандово, Босилово и Новосело. Односно во овие 3 општини не излегоа доволен број граѓани да се изјаснат за или против отворање на рудници. Неодамна владата одлучи еднострано да се раскине договорот за концесија за експлоатација на рудникот Казандол заради неисполнување на услови од договорот. Во моментов се разгледуваат и договорите за рудникот Иловица Штука, но за нив се уште не се изјаснила владата.